Владата во целост го поддржа барањето за повисока откупна цена на пиперката ајварка. На производителите им се вреднува родот, а државата го контролира процесот. За сега, договореното се почитува. На договорот претходеа повеќе дневни протести на струмичките земјоделци кои бараа повисока откупна цена. Протестите ги предводеше местното здружение на млади земјоделци Муртино, незадоволни од ниската откупна цена на ајварката. За премиерот Христијан Мицкоски е чудно што по неколку дневните протести, откако владата им подаде раке и ги поддржа земјоделците, а не откупувачите, протестите веднаш запреа и наеднаш се постигна договор. Еве, ние ве поддржуваме, ние сакаме да имате повисока цена за вашиот род и заслужувате повисока цена и треба да имате. Вашиот род од страна од откупувачите е поценет, ајде заедно во откупните центри да протестираме сите. Тогаш најнос се постигна договор, најнос се договори, најнос се затвори целата оваа приказна, но добро е што сега сите се задоволни што откупот веќе неколку дена тече онака како што очекуваме. Владата останува на ставот дека земјоделците мора да бидат заштитени, а нивниот труд соодветно вреднуван. Според договорот, пиперката ајварка се откупува по 40 денари за килограм за прва класа. За земјоделците ова значи конкретна разлика. Почетната цена од 25 денари е заменета со договорени 40 денари за прва класа, 30 денари за индустријска класа и 15 денари за втора класа. Министерството за земјоделие останува посветено на вреднувањето на трудот на земјоделецот. За евентуални субвенции за производство на пиперка треба да се направат законски измени. Но за посветеноста кон земјоделците потврди изјавата на министерот Борче Серафимовски дека до крајот на месецов се обезбедени субвенции во износ од 200.000 евра наменети за сточарите и пољоделците.